Поголемиот пожар во Штип дирекцијата за заштита и спасување повторно повика на вклученост од страна на граѓани кои имаат најмалку 5 години искуство во полицијата, армијата или противпожарните единици во гасење на шумски и пожари на отворен простор. На дирекцијата и се потребни вакви лица за управување на специјални противпожарни возила, за работа на терен со водни ранци, метли и слично. Како што вчера после пожарот во Штип соопшти директорот на дирекцијата Стојан Чангелов, тие во моментот располагаат со 3 оперативни ер-трактори, 4 пилоти со што се подготвени за сезоната на пожари. Благодарност стои упати до пожарникарите од сите територијални противпожарни единици, а особено до доброволните друштва од Штип и Кочани, на кои, како што кажа, максимално смета да бидат вклучени. Во овој момент имаме 3 оперативни ер-трактори, 4 пилоти и ние сме подготвени за сезоната на пожари. Апелирам до граѓаните, но и до пожарникарите да не се шири непотребна паника. Сите пожари кои се гледат од блиску изгледат страшно и да, тие се страшни, но наша задача е да ги гасиме, а не да шириме паника. Паниката може да предизвика дополнителна несреќа или дополнителна штета. Благодарност до градоначалникот кој што и вчера и денес несебично беше на терен и даде се од него, постапи токму така како што треба, како од учебник, покрај локалната територијална противпожарна единица побара помош од соседните противпожарни единици кои што помогнаа. Мислам дека на лице место и вчера и денес беше и доброволното друштво од Кочани, но и доброволно друштво од Штип, до кој што упатувам посебна благодарност и како директор на дирекцијата на нив сметам ова лето максимално, односно ќе направиме напори истите да бидат максимално потребени. На сите оние кои што ќе се пријават, од дирекцијата вчера појаснија дека ќе им бидат дадени по 2150 евра за 3 месеци, гаснејќи ги пожарите на отворен простор кои престојат во текот на летото. Работното време ќе биде прилагодено на потребите за справување со пожарите на отворен простор, односно ќе се оди на терен во деновите кога ќе има зголемен обем на пожари и ќе се останува додека има потреба и услови за дејство. Користењето на слободни денови ќе се договара во зависност од потребите на теренот и од потребите на ангажираните лица. Потребно е да се здрави и во добра психофизичка кондиција соодветна на возраста.